супер. Се враќаме назад. Во ТВ училница повторно со истата учителка, повторно за 9-то одделение часот и повторно е по хемија. Така? Овој час денес ни е ендотермни процеси спротивно од екзотермни процеси. Ендотермни процеси се процеси при кои што доаѓа до впивање или абсорбирање на енергија, при што од околината се намалува температурата, а на телата почнува да се зголемува температурата, и ендо значи внатре, а термо значи топлина. И сега ќе разработиме пак голем број на примери поврзани со хемија и со биохемија. Ајде да почнеме со пример каде што имаме, дали сте учеле кристализација? Да, меѓутоа би сакала да ни објасните што конкретно кристализација се процеси во хемијата каде што доаѓа до формирање на кристали. Најчесто се кај солите заедно со спојување на молекули на вода. И сега ќе се сетите, сигурно хемија сте правеле со модар или син камен. Да. Тоа е најосновниот пример за кристализација. Со модар или син камен, па правевте модели различни и доаѓаше до кристализација на формата како што ви беше моделот. Ова е пример за ендотермен процес. Понатаму можеме и со обична сол исто да го направиме, бидејќи го правиме на часови. Како на пример еве за учениците да можат да знаат да направат по дома, како би било со сол? Па тоа ние го нарекуваме како пештерски украси, сталагмити или сталактити. Зимаме топла вода за полесно да раствориме солта и ставаме боја за јајца за да добиеме пубава боја. Децата намотуваат на моливче на памук и памукот малку само се натопува над растворот и се остава да се чека со денови и денови. Како испарува водата, кристалите се налепуваат од солта заедно со бојата. И изгледа прекрасно, имаме најразновидни шаренила од кристали. Епа, ете ви еден предлог за што да направите како домашен експеримент. Ако не се снајдеме со модар или син камен, барем со следно. Да, и може да се направи дури некое фигурче кое што ќе може да биде како... Да, и самиот процес, еве друг пример за ендотермен процес, самото растварање на солта или натриум хлорид готварска сол е исто ендотермен процес. Понатаму растворање на амониум хлорид во вода исто е ендотермен процес. Амониум хлорид или нишадор, дали сте слушнале некогаш? Старите баби крајници вадеа, го има по аптеките, ама е ризично да се користи, ама еве ви тривиалното име, значи народно име на амониум хлорид е нишадор. Понатаму имаме сега процес на пржење на калциум карбонат или варовник. Ова е ендотермен процес, додаваме топлина и тој се разградува до калциум оксид, ако се сеќавате од претходниот час, негасена вар и плюс се ослободува јаглерод диоксид. Може да ја напишеме равнинката? Да, може. Добро, одиме. Значи, CaCO3, калциум карбонат, тоа е варовник. CO3. Значи, стрелка се разградува до CaO, тоа е калциум оксид. А. Извинете, малце. О, добро. Плюс CO2, јаглерод диоксид. Ова е ендотермен процес или пржење на варовникот. Така. Едноставен процес. Имаме процес на растварање или топење. Што е според вас дефиниција топење? Кога од цврста агрегатна состојба материјата преминува во течна. Одлично. Ова е ендотермен процес. Значи додаваме на системот топлина. Една коцка мраз имаме. Частичките во мразот се густо збиени една до друга и само вибрираат во место. Кога додаваме топлина, вибрирањето се зголемува, при што тие добиваат способност да се движат, односно преминуваат во течна состојба. Значи топење, воопшто, дали е мраз, дали летно време чоколадо ќе ни се стопи или нешто друго, или путерот ќе ни се стопи, така? Значи сето тоа се ендотермни процеси. Каде што, нели, се додава енергија и тие се растворуваат, тоест се растопуваат. Имаме уште еден процес ендотермен од секојдневниот живот, процес на испарување. Што е испарување? Кога нештото е потопло од тоа што го обкружува, некога нешто е од течната агрегатна состојба и преминува во гасовита агрегатна состојба.
Во гасовите агрегатна состојба частичките имаат најголем простор за движење. И сега, кога ќе си ја ветожишката супа ќе оставиме да се олади, Така. самото ладење ни е ендотермен процес. Дали приметувате дека дел како да испари или да ја снимала Да, се да. намалила во чинијата? Така. Така. Дали кафе, дали чај, било што, кога ќе оставиме да се олади, самиот процес е ендотермен процес. Е сега, ендотермен процес ние и реакции на разложување, например, калиум хлорат, да се разложи на калиум хлорид и да се ослободи, може да запишеме? Да, може. Ајде. Значи, калиум, ClO3, не, калиум, само К. Да, К. Со хемијава малку скарани. Да, јас сум скоро скарана, извинете, наставничке. Ајде, може од почеток? Ајде. ClO3 Така. се разложува стрелка на KClO, KCl уствари, плюс Добро, плюс О. O2 кислород. Ова е ендотермен процес. Значи, од сол калиум хлорат, Да. хлорат, добиваме калиум хлорид. Значи, внимаваме на читање. Ова е веќе учено во девето и се ослободува кислород. Кислород. И сега Јасно. доаѓаме пак до еден биохемиски процес, фотосинтеза. Фотосинтезата исто ни е ендотермен процес. Што е за вас фотосинтеза? Фотосинтеза е хранењето на растенијата, така се хранат тие со тоа. Може да преформулираме побава дефиницијата, да, Да. процес на создавање Процес на создавање храна на- кај растенијата ете така. и ослободување на На кислород. кислород. Енергија. Кислород, Кислород, да. кислород, нели не снабдуваат и со Енергија, кислород. енергија, Ете така. Фотосинтезата спаѓа во групата на ендотермни процеси. Што ни е потребно да започне една фотосинтеза? Дали се сеќавате? Потребно е светлина, сонце, Одлично. Друго? вода, Добро, од суровините вода. Друго? Вода. И светлина. кој газ го издишуваме? Јаглерод диоксид. Јаглерод Јаглерод диоксид се разбира. А да. каде се одвива точно, во кои делови на растенијата фотосинтезата, Во дали знаете? листовите каде што има најголема содржина на хемоглобин. Не? Хемоглобин. Хлорофил. Хлорофил. Хемоглобин беше друго, Хемоглобин е кај- хемоглобин беше, да. Па добро, учев не многу. Мораш ова да обрнеш Да се внимание. повториме. Значи, фотосинтеза е процес при кој што од неоргански соединенија, јаглерод диоксид и вода, под дејство на сончевата светлина и во хлорофилот, тоест во зелените делови на растенијата, односно листовите, се создава храна, односно органски соединенија. Во овој случај, тоа се јаглехидрати или шеќер или глукоза, како и да ги кажеме, е исто. Може да ја напишеме равинката? Може. Ајде. CO2 плюс H2O дава C6 H12 O6. Ова ни е формулата за формулата за- глукоза. Е сега, дали забележувате од претходниот час кога имавме екзотермни процеси? Кога спомнавме дишење. Забележувате нешто сличност? Да, дека е исто, ама обратно. некако. Значи дишењето и фотосинтезата се два обратни процеси. Да. Меѓутоа, ако ги завртам наопаку, не значи дека ќе се одвиваат така, затоа што едно е фотосинтеза Друго со е едни ензими и така натаму, Меѓутоа, ние друго е примаме дишење, кислород. меѓутоа, значи, суровините за фотосинтеза беа продукти кај дишењето. Така. И обратно, суровините за фотосинтеза беа продукти од дишење. Бидејќи ние примаме кислород, Да. да испуштиме Значи, тоа е- јаглерод диоксид, а да. кај растенијата е обратно. Примаат јаглерод диоксид, испуштаат кислород. Е сега, растенијата истовремено и дишат и вршат фотосинтеза. Така. Ама ние само дишеме. Ние само дишеме. Користиме готова храна. Така. Ја користиме храната од растенијата и сега овој шеќер, значи, овој е јаглехидрати кои што се создаваат, растенијето дел се ги користи за себе, меѓутоа дел се складира во соодветни органи. И сега ќе ви текне кои растителни органи ги јадете. Корен јадете? Да. Кој ќе кажат децата, не, корен не јадам.
Ама јадете. Јадеме. Ајде, нека ви текне што? Компир. Морков. Компирот е видоизменето подземно стебло. Ете, баш тој го Морков најде. е корен. Морков, Морков е корен. цвекло, Цвекло, најубавата да. салата, Да, дефинитивно. репка, Репка, да. пашканат, значи, сето тоа е складиран резервен шеќер кој што го користиме во исхрана. Стебла јадеме? Сад дрва сигурно не јадеме. Да, ама ма стебла други- јадеме, да. Што јадеме? Е па Младо тие што се- кромиче, лукче, праз, Така, значи тоа да. се стебла. Да. Листови јадеме? Да. Јадеме, Значи, да. се што е зелено, салати. Цветови не јадеме, ама плодови Плодови јадеме. јадеме, да. Така. И семиња исто, Исто јадеме. Значи, сето тоа тука е складирана резервната храна што се создава како резултат на фотосинтеза. Добро. За домашна работа имаме, значи, да истражиме пак за ендотермни процеси сега и да дадеме соодветни примери, дури убаво е да се истражи и фотосинтезата. Фотосинтезата, добро. А дали знаете од кои зборови само доаѓа фотосинтеза? Фотосинтеза. Да, фото на што ви асоцира? Светлина. Светлина, Така, да. синтеза е создавање. Создавање. Аха, добро. Аха, интересно. Може наставничка, например, сега уште еден пример да кажеме за и да ја напишеме формулата и да им кажеме на учениците како да го направат тоа. Еве, уште еден пример, било што. Ендотерми. Ендотермни процеси пример. Ајде да ја разложиме, например, јаглеродната киселина. Таа е Добро. нестабилна и никош не се наоѓа во таква форма, како раствор. Напишете H2CO3, Ова е јаглеродна киселина. киселина, добро. Или некаде како јагленова се сретнува. Така, Се разложува еднакво на CO2, че CO. Извинете. ајде уште еднаш. Како идеше? H2CO3, Значи, H, 2, CO3 CO3, се разложува на CO2 CO2, плюс H2O. H2O. Значи, може да објасниме како се на формула се прави ова разложување, да речеме као имаме CO2 од тројката еден кислород се преминува во вода, така? Да. Може да Да. да го И научиме сега, процесот. ова ви е фактички и примерот каде што имаме газирање на сокови. Еве, поврзуваме друго нешто. Нели секој газиран сок има јаглерод диоксид. Така. Кога се Така, така кој што е во ваква И форма. тоа е тој Еве. процес? Да. Ви благодарам наставничке многу. Имате сите и домашна задача за следниот час и да ја пратите на вашите наставнички. А ние привршуваме, односно завршуваме со ова ТВ училница за денес. Се гледаме од утре во 9:15 часот. Чао, чао. Чао, чао, се гледаме.